Прв дневник на Канал Плюс. Добар ден. Со најновите информации почнуваме по кратката најава. Останете со нас. Во 5 технолошко-индустријски развојни зони во тек се изградбите на нови фабрики, странски инвестиции на фирми кои ќе инвестираат големи суми на пари во нашава држава. Секој тутунопроизводител кој има склучено договор за откуп на тутунот, што побрзо да го продаде тутунот со цел побрза исплата на субвенциите. До крајот на годината на Козјачка река треба да започне изградбата на брана, која ќе ги штити земјоделските површини и домовите на карбинчани од поплавите. Во 5 технолошко-индустријски развојни зони во тек се изградбите на нови фабрики, странски инвестиции на фирми кои ќе инвестираат големи суми на пари во нашата држава. Освен тоа, предноста од отварањето на нови фабрики е отварањето на нови работни места. Станува збор за 5000 нови вработувања. Италијанската компанија Кондево во Штип, Гентер и Акопласт во Прилеп, Леар во Гостивар, ОДВ Електрикс во Охрид и Струга градат фабрики во моментов, а наскоро и Ван Хол ќе започне со изградба на својата втора фабрика, пренесува МИА. Со овие инвестиции ќе се отворат над 5000 нови работни места во Македонија. Дополнително, американската автомобилска компанија КСС која заврши изградбата на фабриката во Кичево, од наредниот месец треба да започне со производство, а во неа ќе се вработат 1000 лица. Стотици работни места ќе се отворат и индиректно преку соработката на овие компании со домашни добавувачи. До април, кога официјално треба да заврши со изградбата на фабриката во тир зоната Штип, ќе почне со производство и италијанската компанија Кондево. Се работи за гринфилд инвестиција во вредност од над 40 милиони евра, со која ќе се отворат минимум 250 нови вработувања. Во технолошко-индустријската развојна зона во Прилеп се градат 2 нови фабрики. Акомпласт ќе овозможи 150 нови вработувања, а американски Гентерм ќе отвори нови 2000 директни вработувања, како и голем број индиректни вработувања преку можноста за соработка на локални компании. Пред 3 дена и белгиски Ван Хул подпиша договор за проширување на производствените капацитети. Инвестицијата е вредна над 15 милиони евра, а ќе се вработат повеќе стотици луѓе. Во Тетово, со изградбата на фабриката на американски Леар за производство на автомобилски навлаки за седишта, ќе се отворат нови 2000 работни места. Годинава во Македонија ќе градат фабрики и германската ГЕС за производство на соларни панели и македонските Хајтек и Тетепласт. Секој тутунопроизводител кој има склучено договор за откуп на тутунот, што побрзо да го продадат тутунот, односно пред рокот кој е утврден на 15 март, апелираат од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Ова е со цел побрза исплата на субвенциите. И за таа цел би сакал сите да ги повикам, кои што има добиено покани од откупните претпријатија да ги достават собствените количини, да ги предадат. И за таа цел ќе се изработат листи кои што треба да бидат доставени до платежната агенција и ние како Министерство и платежната агенција ќе пристапиме за реализација на она што значи исплата на субвенции во износ од 1 евро по килограм и ќе ги исплатиме најкасно во рок од една недела од денот на доставувањето на листите за оние тутунопроизводители кои што го предале собствениот тутун и можам да кажам дека во моментот добро се одвива откупот на тутун. Просечната цена која што е постигната е 187 денари по килограм на тутун. Има одредени откупни претпријатија кои што имаат и повисока цена, некаде околу 190, 192 денари и така натаму. И за таа цел сакам само да кажам дека ние како влада и како Министерство ќе го испочитуваме календарот на субвенции многу порано од она што значи 15 март. Заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадиновски со стручни соработници од водостопанството денес напладне изврши увид на предвидената локација кај Козјачка река, каде до крајот на 2016 треба да се изгради нова брана. Инвестицијата ќе чини 10 милиони евра. Во близина на локалитетот Баргала на Козјачка река ќе се гради брана.
Проектот е завршен уште во 1994 година, а во текот на денешниот ден заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванча Костадиновски со стручни соработници од водостопанството изврши увид на предвидената локација со цел да се утврди дали ќе треба да се извршат промени во проектот. Оваа акумулација, значи како брана, ќе има за цел да го регулира течението на Козјачка река, да сите води кои што се сливаат во Козјачка река да бидат зафатени во оваа акумулација и нормално да го регулира течението на оваа река и да сите оние кои што имаат земјоделски посеви и домови по течението на Козјачка река да бидат заштитени, односно да не бидат доведени во ситуација како што се случи минатата година, каде што бевме сведоци да од поплавите кои што ги зафати домовите и земјоделските површини на жителите од општина Карвинци беа навистина погодени. Иако подготвен од 1994 година, конструктивните прописи во однос на димензионирањето на проектот на браната не се променети, а основните податоци за браната ги кажа низиниот проектант. Оние најинтересните податоци за браната се незината висина, 49 метри е висока над теренот, има должина на круната околу 183 метри, косините се димензионирани 1:2, 1:1,9 и така натаму. Вкупниот материјал за телото на браната е 475.000 метри кубни и раздвоени се 73.000 се за глината. Најголемиот дел е камен за потпорните тела на браната, 351.000, а другото се филтерските материјали за заштита на глиненото јадро. Со таквите карактеристики на браната се овозможуваат 4,5 милиони отприлика метри кубни, округла бројка метри кубни вода во акумулацијата, со коти на нормално ниво, на максимално ниво и така натаму, и површината на водното огледало е 22,5 хектари. Значи, акумулацијата која ќе биде направена браната, која ќе се оформи акумулацијата, ќе бидат потопени околу 22,5 хектари. По увидот на теренот, она што ќе следува е ревидирање во однос на измените во законите за изградба, животна средина, урбанистичко планирање и да се дополни потребната документација. Изградбата на браната ќе значи повеќе вода за земјоделските површини, а со тоа и поголема реколта. 1000 хектари да се наводнуваат не е мала работа. Приносите што имаме на сухо и поднаводнување не се исти. Знаете дека во овој, например, пченката, во овој округ има околу 4 до 4,5 тона. Меѓутоа со наводнувањето, со примената на добра земјоделска пракса, со примената на системот капка на капка, приносите може да се движат од 12 до 14 тона по хектар, а силажата околу 70 до 80 тона. И земјоделците задоволни, бидејќи со децении чекаат вода за нивните земјоделски површини. Па до сега види, проблемот ни беше само водата, немаме вода. Надежта наша беше денеска, утре, 20, 30, 40 години, 50 години. Јас се сеќавам многу пати доваѓа тука, правеа бушотини, ваа година ќе биде. Јас од како памтам за мене, сега сум 64 години, значи 40 години браната ќе биде, па фала Богу, ако сега успее да биде, па още 40 може ќе живеам, па да гледам и таа убавина од земјоделците, моето село. За водата е богатство. Имаме вода, имаме богатство. Нема вода, нема ништо. Освен за земјоделците, новата брана ќе биде од големо значење за сите жители на општина Карвинци, посебно во случаи на обилни дождови. Знаејќи сите дели какво невреме не зафати и општина Карвинци, имавме многу поплаки, особено на Козјачка река. Можам слободно да кажам дека и вие новинарите се запознати дека во селото Кучица имавме огромни проблеми. Во селото Којзак, да не зборам во селото Карвинци, во населеното место Карвинци, таму кај патот не го сруши и многу ниви што ги постоеа, сега се срушени. Буквално ги нема. Така да со ова брана ќе се контролира, ќе се регулира речното корито и се надеваме дека после изградбата на ова брана нема да имаме вакви проблеми. Браната треба да започне да се гради до крајот на 2016-та, зашто владата на Република Македонија обезбеди 10 милиони евра. Освен оваа, во иднина е предвидена изградба на уште неколку брани во регионот, кои ќе послужат за заштита на земјиштето во случај на поплави. Во Агенцијата за вработување во Берово досега се поднесени 12 апликации за програмата за самовработување. Во прилог на заинтересираните невработени лица им оди продолжувањето на рокот до 5 февруари.
Се продолжува рокот за аплицирање на програмата за самовработување до 5 февруари. Раководителката на Агенцијата за вработување од Берово ги повикува невработените лица од Берово и Пехчево кои што сакаат својот бизнис план да го реализираат, да го искористат продолжениот рок и да ги поднесат навреме своите апликации. Апликантот со самото аплицирање добива и други поволности кои што ќе му бидат корисни при своето самовработување. Со самото вклучување во програмата за самовработување се овозможува на невработените лица да основаат своја собствена фирма и да си овозможат дополнително вработување. Со вклучувањето во програмата за самовработување се овозможува на лицата да посетуваат 30 часовна обука за предприемништво и бизнис планирање. Им се дава советодавна поддршка за изработка на квалитетен бизнис план. Понатаму се овозможува советодавна и финансиска поддршка за регистрација на фирма во централен регистар и да се самовработат. Им се дава финансиска помош при набавката на опрема и репроматеријали во висина од 185.000 денари. Во набавка на опрема и репроматеријали им се дава можност за дополнително вработување и вработување на лице од евиденција на невработене со финансиска поддршка од 92.000 денари во набавка на опрема и репроматеријали, а за бизнис идеите и бизнис плановите за кои ќе се оцени дека се иновативни, значи финансиската поддршка е малку поголема во висина од 275.000 денари и исто така и на нив им се овозможува дополнително вработување и во набавка на опрема и репроматеријали во висина од 92.000 денари. Грантистите кои што ќе бидат вклучени во програмата за самовработување имаат и обврска да го почитуваат договорот подпишан помеѓу нив и Агенцијата за вработување, а во случај на прекинување договорот предвидува и посебни мерки кон грантистот. Инаку од почетокот на огласот од 11 јануари до денес во Агенцијата за вработување во Берово поднесени се 12 апликации од страна на активните баратели на работа. Инаку од претходните години имаме позитивно искуство од таа програма за самовработување со оглед на тоа што само за 2014 и 2015 година на територијата на Малешевијата се вработени и се самовработени вкупно 35 лица кои што некои остварили и дополнителни вработувања во висина од 92.000 денари во набавка на опрема и репроматеријали. Со вклучување во програмата за самовработување се овозможува на лицата да ги искористат и поволностите од проектот Македонија вработува, кој што е уреден во рамки на законот, осигурување и вработување во случај на невработеност, а кој започна да се имплементира од 15 март 2015 година. За средства од ИПА програмата, Општина Пробишти паблицираше со 2 покрупни и значајни проекти. За реализација на истите потребни се околу 450.000 евра. Општина Пробишти со средства од ИПА програмата аплицираше со 2 проекти. Аплициравме со еден проект кој што се однесува на реконструкција, односно адаптација на дом на култура, односно планираме да го правиме таа зграда да биде реконструирана и да биде општинска зграда, а другиот проект по кој што аплициравме е во делот на културата и е изградба на музејот за ретки минерали, односно до изградба, затоа што ние веќе како општина ги имаме поставено темелите на истиот и сега да користиме средства да го доизградиме. Инаку од општината имаат право да аплицираат и невладени организации, училишта и градинки. За сега само Домот на културата Злетовски рудар аплицираше со 2 проекти. Едниот проект се однесува на внатрешната реконструкција, односно внатрешно интериерно уредување на киносалата. Комплетна промена на прозорци, врати, седишта, бина, доуредување, плафони и така натаму. И едниот проект се однесува во делот на повеќе меки мерки, така ќе кажам, и набавка на опрема. Детската градинка Гоце Делчев аплицираше со продолжение на веќе првиот проект кој што го има добиено. Сега исто така и овој проект се однесува во делот на енергетска ефикасност, но само за еден друг клон.
Десетина институции од општина Пробиштип аплицираа со проекти кои можат да се финансираат од европски пари. За реализација на овие два проекти, општина Пробиштип од ИПА програмата бара околу 450.000 евра. Во зимскиот период на подрачјето на општина Штип е зголемена појавата на палење на пластични контейнери. Од ЈПИСР апелираат до граѓаните за поголема внимателност, бидејќи штетите што ги трпи предпријатието се големи. За непол месец опожарени и уништени се над 10 нови пластични контейнери на јавното предпријатие ИСР. Најчеста причина која доведува до опожарување на контейнерите е сврлање на запалени предмети и материи, како и недоизгасната жар пепел од печките на дрва од страна на несовесни граѓани. Контейнерите наши се комплетно уништени. Значи имаме досега барем 10 контейнери уништено и изгорено. Би ги замолил апел до граѓаните кога пепелите ќе ја фрлат да гледаат во неа да нема жар, значи комплетно да биде изгаснат жарот што е во пепелта, како би можеле ние редовно да работиме и да ги имаме доволен број на садови за она што ни е потребно за работа. Штетата која трпи јавното предпријатие ИСР, со тоа и општината од уништување на овие јавни добра е голема. Цената на еден пластичен контейнер е околу 15.000 денари. Секој пожарен контейнер на време е отстранен од местото и заменет со друг со цел граѓаните непречено да го фрлат отпадот на соодветно место, а јавното предпријатие истиот да го празни и депонира. Според известување добиено од МВР денеска во периодот од 18 до 20 часот поради штрајк на грчките земјоделци ќе биде затворен граничниот премин Меджитлија Ники. Грчките земјоделци најавија дека ќе постават земјоделски машини и трактори, па сообраќајот ќе биде во целосен прекин при влез и излез од Грција. Дополнително Автомотосојузот на Македонија информира дека сообраќајот на сите државни патишта се одвива без забрани и застои по наместа влажни коловози. Земјотрес со интензитет од 7 степени според Рихтеровата скала го погоди денеска далечниот исток на Русија, соопштува Американскиот геолошки завод. Земјотресот се случил утринава во 3 часот и 25 минути по локално време на длабочина од 160 км во планинскиот предел на Камчатка, а епицентарот се наоѓал 87 км северозападно од регионалниот центар Петропавловск во Камчатка. За сега нема извештаи за жртви, ниту дека е причинета материјална штета. По првиот биле регистрирани уште 7 вторични потреси со интензитет од 2 до 4,8 степени во истиот регион на Камчатка, изјавиле од Руската академија на науките. Националниот и Пацифичкиот центар за предупредување на цунами соопштува дека нема опасност од појава на цунами. Откако добило одредени гаранции од Соединетите Американски држави, извршното тело на главните сиријски опозицијски групи ќе се вклучи во вчера започнатите мировни преговори, информираат од телевизијата Ал Арабија Асхадас. Услови за учество во разговорите биле прашањето за запирање на руската операција во Сирија и кревање на опсадата од страна на сириската армија на градовите кои се под контрола на бунтовниците. Отсуството на сириските опозицијски групи би значило загрозување на најголемата дипломатска иницијатива досега за ставање крај на 5-годишната граѓанска војна во Сирија, во која загинаа повеќе од 260.000 луѓе, а милиони беа принудени да ги напуштаат своите домови. Белгиската полиција во текот на вчерашниот ден уапсила 62 мигранти во близина на брегот, од кои повеќето биле иранци, информираат белгиските власти, кои се децидни дека нема да толерираат на нивна територија да се градат собирни центри, кои може да се споредат со кампот наречен Џунгла во Кале, пренесуваат агенциите. Повеќето уапсени мигранти се мажи на возраст меѓу 20 и 30 години, од кои 10% веќе биле апсени во претходни акции. Во оваа операција биле мобилизирани 60 на полицајци.
Ракометната репрезентација на Шпанија е вториот финалист на Европското првенство во Полска, откако синоќа во второто полуфинале ја победи Хрватска со 33:29. Решавачката предност шпанците ја направија во финишот на првиот дел, кога по водство на Хрватска од 13:10 со серија од 8:1 успеаја да победат со 18:14, предност која ја задржа и во вторите 30 минути. Антонио Гарсија и Валеро Ривера со по 6 голови беа најефикасни кај Шпанија. Иван Слишковиќ исто толку постигна за Хрватска. За својата прва титула европски шампион Шпанија утре ќе се бори со Германија. Како предигра на финалето, Хрватска и Норвешка ќе го имаат дуелот за бронзениот медал. ФИФА им ја укина суспензијата на мадридските клубови Реал и Атлетико, која им ја изрече поради кршењето на правилата околу трансферите на малолетните фудбалери. Оваа суспензија од страна на Комисијата за жалби на ФИФА привремено е укината и ќе важи само за предстојниот летен преоден рок. Првично ФИФА им забрани за трансфери на мадридските тимови до јуни 2017 со исклучок на актуелниот преоден рок. Според упатените, Реал и Атлетико нема да минат без казни, а какви ќе бидат ќе се дискутира дури по завршувањето на сезоната. Ова е се во ова издание на Дневникот. Останете и понатаму со Канал Плюс телевизија. Се гледаме повторно во 20 часот. Пријатна вечер.